Благодарам, подпредседателка. Почитувани пратеници, почитуван колега Бочварски. Оптимизацијата е наминувна кога бројот на учениците се намалува. Со затворање на подрачните училишта, децата се згрижуваат во најблиското училиште, каде што имаат можност да се дружат со врсниците и да имаат подобра социализација, затоа што остануваат неколку дечиња и сами оставени со наставниците, не доживуваат никаква дружба и никаква социализација. Секој објект се пренаменува. Например, еве конкретно во општина Бутел, општинското основно училиште во Бизбегово, подрачното, ќе се пренамени во детска градинка, а некако што колешката сакаше да го иронично принесе тоа дека ќе се пренаменат во старски домови. Што се однесува до терминот позитивно мислење, тоа беше необврзувачко во законот, па така општините се одлучуваат да си вработуваат наставници според потребата и според бројот на ученици. Во меѓувреме, со непредвидлива динамика, поради иселување на населението, се случуваше во едно училиште учебната година да ја започнат 600 ученици, а да ја завршат само 500 ученици. Ваквиот рапиден пад на ученици предизвика потреба од позитивна согласност која ќе ја дава Министерството. Тоа не е заради тоа што Министерството ќе има монополска моќ, туку за тоа што подеднакво ќе одлучува заедно со општините и паралелно со реална анализа. Наставниците кои во учебната 26-27 година ќе останат како технолошки вишок, ќе бидат прераспределени како образовни асистенти со полна наставничка плата. Тоа се прави со цел да се премости овој период, затоа што следната учебна година одат во пензија 2200 наставници на ниво на цела Македонија. Исто така, со самото тоа што со предлогот за изменување и дополнување на Законот за основно образование е опфатена и фискалната децентрализација и оптимизација на ресурсите на локално ниво, на општините им се овозможува да дополнат блок дотацијата со средства од сопствени извори, со што локалната самоуправа добива законска можност за поквалитетно планирање на вработувањето на подолг период, односно долгорочно да ја оптимизира училишната мрежа. Секоја промена ви е пропратена со многу црни сценарија. Застанете малку, никој од оваа власт не прави паушални промени. Се е анализирано и темава се обработува години наназад, а некако што вие сакате да представите дека е од денес за вчера. Не ги плашете луѓето, доволно ги испомешавте работите во образованието.